Дали по примерот на Париз, Гренобл и други градови во развиените држави и кај нас ќе се воведе ограничување на брзината во градскиот сообраќај на 30 км на час? Од ова прашање можеби поважно е колку ќе се почитува ограничувањето и како сообраќајот ќе функционира во наши услови, почнувајќи од Скопје па се до помалите градови меѓу кои Кочани. Инаку ограничувањето само по себе ќе придонесе за повеќе придобивки од економски, еколошки и безбедни аспекти. Поради бавното движење и застоите на семафори и пешачки премини на граѓаните, поисплатлив ќе им биде превозот со велосипеди, електрични тротинети и мотоцикли. Намалениот број на возила по улиците ќе даде соодветен еколошки ефект, а ограничената брзина ќе придонесе за побезбеден сообраќај и помалку жртви на патиштата. За оние пак на кои брзото совладување дестинации во градските средини им е неопходно, охрабрувачка е најавата за воведување на летечко такси, кое во одредени развиени земји треба да профункционира за 3 до 5 години.